Предноста на овој закон, што се очекува да биде во тоа што ќе се формира дури сега јавно предпријатие за управување со Охридското езеро. Според законот за природа ќе мора да се формира чуварска служба, што е едно добро решение за да може постојан надзор да се прави на крајбрежјето на Охридското езеро за сето она што се случува и навреме да се земаат мерки за заштита и за санкционирање на непожелните дејства. Нацрт предлог закон што го предлага Министерството за животна средина за прв пат во историјава на град Охрид и Охридско езеро сака да се стави стопан на Охридско езеро за стопанисување. Тие под формата управување во обланда сакаат стопанисувањето на Охридското езеро. Ние како граѓански организации тоа нема да го дозволиме. Во историјата на Охридското езеро никој досега не стопанисувал. Охридското езеро е јавно добро. Самиот нацрт закон предвидува оформување на едно тело кое што конечно ќе го дочекаме, без разлика дали станува збор за управно тело или менеджмент тело или јавно предпријатие како што е наведено, затоа што сметам дека тоа беше еден од хендикепите последниве години. Немаше тело кое што ќе ги спроведува препораките на менеджмент планот и всушност ингеренциите беа префрлани на една или на друга страна, дали локално или на централно ниво, и не можеше да се најде заеднички јазик во спроведување на сите мерки за заштита кои што биле или не мора да се пропишани на некој начин.